Добар ден, криптоентузијасти. Денес ќе разговараме повторно на оној проект за кој што разговаравме и претходните видеа, крипто категории на коини, со тоа што денес ќе поразговараме за овие две категории заедно. Тоа е DeFi и Lending и Borrowing, затоа што моментално DeFi и Lending и Borrowing на некој начин се заедно, вклопени се еден во друг, затоа што најголемите проекти во децентрализирани финансии се во исто време и најголеми проекти во позајмување. Затоа и ќе направиме едно целосно видео во кој што најголеми конкуренти се Aave, Compound, MakerDAO и Uniswap. Значи тоа се најголемите проекти за кои што ќе разговараме, заедно со генерално која е оваа категорија и зошто е битна и каде истата води во иднина. Значи тоа е темата за денес. Со тоа што ќе започнеме прво со генерална дефиниција за тоа што е децентрализирани финансии. Значи децентрализирани финансии, како што можеме да видиме според оваа дефиниција на англиски, е практично редефинирање на финансискиот систем, каде што intermediaries претставуваат оние поединци или правни лица кои што се наоѓаат во средината на секоја трансакција на финансии. Во случајов, например, тоа би било банка или, да речем, позајмувач или било кој тип на физичко или правно лице кое што е во средината преку кој што мора парите да поминат за да стигнат од едно до друго лице. Значи тоа во глобала би било, да речем, дефиницијата, но на следниот слайд ќе можеме многу поедноставно тоа да го видиме. Значи разликата е во тоа што прост пример. Централизирани финансии, односно CeFi, наречени на англиски, представуваат финансии во кои што еден човек за да прати до друг човек одредена сума на пари, истите мора да поминат преку банката на праќачот, потоа преку системот на праќање, во случајот без разлика дали е тоа PayPal, Visa, Mastercard или друг тип на провайдер. Тоа е уствари оној кој што ја прави услугата за транспорт на парите од една до друга банка, а тоа е втората банка, односно банката на примачот и примачот да ги земе парите од самата банка. Со тоа што дека имате три субјекти кои што уствари земаат пари од вашата трансакција за истата да биде префрлена од едно до друго лице. Со тоа што во DeFi имаме само еден субјект, а тоа е блокчейн технологијата, во случајов разговаравме, тоа се овие неколку проекти. Тоа се овие проекти за кои што веќе спомнавме дека ќе разговараме, тоа се Aave, Compound, MakerDAO и Uni. Тоа е се, да речем, најголемите проекти кои што вршат децентрализирани финансии, односно трансакции помеѓу праќач и примач. Во оваа ситуација нормално имаме и други, но ова се директно поврзани со децентрализирани финансии, затоа што во исто време истите и вршат позајмици, односно нудат на проекти и физички лица да земат одредени позајмици со давање колатерал на одредени криптовалути. Значи ова е генерално чисто за вас да разберете која е разликата помеѓу децентрализирани финансии, она кое што нас не е потребно, затоа што нема логика во централизираните финансии, она што ние моментално го плаќаме на овие лебарки и паразити, да го плаќаме кога тоа може да биде направено од технологија. Сега на кратко сакам да ви покажам како прилика изгледа разликата помеѓу овие две и исто така, значи нормално ова не е само децентрализирани и централизирани финансии не постојат само во традиционалниот економски свет, туку истите постојат и во криптосветот, со тоа што значи мораме да разјасниме која е разликата и зошто децентрализираните финансии се иднината на светот. Значи првенствено во централните финансии CeFi, значи имаме неколку, да речем, категории кои што можеме да ги споредиме едни со други и да видиме нели чисто како изгледа прилика зошто е DeFi подобар од CeFi. Значи прво верификација. Верификација ни представува она што нас не го бараат моментално различен тип на идентификација и слично со цел да можеме да направиме трансакција, која што во децентрализирани финансии не е потребно. Затоа што системот како таков ја превзема целата одговорност и товарба и затоа не се потребни било каков тип на документи, а од друга страна во централните финансии ваква тип на документи се користат за целосна контрола на финансискиот систем, односно буквално до последната трансакција се е следено, значи нема никаква приватност. Кастади, односно практично кастади представува кога некој превзема одговорност во ваше име.
идејата е дека custody во случајов, значи не е само одговорност за трансакцијата, туку одговорност за средствата во превод. За вие да дадете да речем одредена количина на пари на друго лице, вие мора таквата количина на пари да ја предадете на банката. Дори и да не е предадена, значи кога банката ги чува во ваше име парите на ваша сметка, тоа значи дека вие парите ги немате. Тоа значи дека банката ги држи парите во ваше име и дека вие ги држите таму поради доверба во банката. Но, значи генерално во оваа ситуација во децентрализирани финансии тоа не е потребно. Зошто? Затоа што кога праќате од сопствениот волет на друг волет, значи во оваа ситуација они само ги трансферираат парите. Значи парите не се во никој момент во сопственост на децентрализираните финансии. Се разбираме? Значи они се само медиум преку кој што вие ги транспортирате парите на ова лице во превод. За разлика од тоа овде, значи вашите пари треба да поминат преку сите овие, да речем, custody holders или трети лица, пред истите да бидат дадени на лицето кое што треба да ги прими. Значи тоа е многу битно. И custody е еден од најголемите проблеми затоа што, значи, овдека се враќаме повторно на онаа идеја која што ви ја кажувам постојано. Not your keys, not your crypto. Значи custody мора да биде во ваши раце. Односно, вие да бидете единствениот човек кој што има контакт и допир до вашите средства. Затоа што без тоа вие фактички ги немате. Значи, буквално custody, значи во оваа ситуација би било кога би разговарале за Coinbase, Binance, не знам, било каков тип на берзи кои што ги имаме моментално. Значи, се додека вие ги давате вашите средства Binance да ги чува на нивниот волет, да, вие имате допир до нив. Но што ќе се случи ако Binance рече поради некоја причина моментално ја затвараме, да речем, менувачницата за одредено време. Значи, истото тоа се случи со Celsius. Буквално истата ситуација. Односно, Celsius буквално поради грешки во сопствената работа, дојде до ситуација да не може да врата доволно пари на луѓето кои што внеле во нив и Celsius буквално ги затвори сите сметки, никој не можеше да направи било каков тип на вадење на средства, што значи дека вашите средства се заглавени. Затоа ќе се навратам уште еднаш дека custody е најбитниот момент во следните финансиски, да речем, напредување на светот. Мора во секое време средствата да бидат поседувани само од вас и никој друг. Не е банка, не е менувачница, никој. Значи на никого не може да му верувате колку што може да си верувате себе си, затоа иако е малку тешко, значи они ќе се обидуваат да ве убедат дека може да сгрешите, па може да ги пратите на погрешно место, па ако ги пратите не може да ги вратите повторно назад. Значи во секоја ситуација е подобро отколку некој утре да ви каже како Celsius дека вашите пари веќе не ви се достапни. Значи замислете колку поголем проблем е. Кога вие би направиле грешка, тогаш би било ваша грешка. Но кога некој би направил грешка, тоа не е ваша грешка, но вие сепак не можете да ги допрете вашите пари. Затоа ќе напоменам дека custody е најбитниот момент кој што DeFi се обидува да го заобиколи, односно во ниту еден момент вашите пари да не бидат дадени на никој друг, освен на лицето на кое што вие сакате да го дадете и постојано да бидат во ваша собственост. Сега UX, ова е генерално малку по-програмерски, односно кој ја прави целата оваа работа. Дали е нели artificial intelligence или не, генерално мислам дека е тоа, не сум јас толку сигурен, но не е битно ова и да речем тапа. Exchange, значи идејата за ова, значи овде зборуваме за менувачници, децентрализирани и централизирани, идејата е дали позади оваа организација стои одредено физичко или правно лице или истата е, например, DAO, како што е MakerDAO, каде што е Decentralized Autonomous Organization, која што, како таква, нема директен допир до трансакциите или средствата, односно истата е направена да функционира самостојно, значи како одредена Artificial Intelligence. Значи идејата помеѓу централизирани или децентрализирани е тоа што централизирана, како што рековме во случајот на Celsius, може да одлучи да ви ги затвори средствата. Кај децентрализираната, за разлика од тоа, по правило не би требало да има таков тип на опција, значи самата организација во која што вие на пример вршите трансакција или давате одредени средства. Значи тоа е многу битно да се запамти. Идејата на децентрализирана финансии е дека самите финансии ви служат вас, а не им служите вие нив. Во оваа ситуација вие им служите нив, затоа што вие ги давате собствените средства на овие огромни компании да работат со нив. Иако они вас ви даваат нешто за возрат, како на пример стейк или слично, идејата на децентрализирани финансии е дека откако ќе го платите фито, да речеме, за она што треба да биде завршено, тоа е единствениот контакт што вие го имате со ваквиот тип на организации,
се друго представува автоматско извршување на трансакциите или што и да е, нели, превземено во оваа ситуација. За разлика од тоа, овдека е централизирано и во секое време ваквој централен орган, дали е тоа физичко лице или правно лице, може да одлучи што сака да направи. Значи, ова е буквално целосно поседувана од едно лице или од одредена компанија. Се разбираме? Значи, во било кое време истите можат да направат што сакаат. Значи, прост пример, уште еднаш ќе се навратам на овој пример, значи повеќе од 20.000 акаунти беа блокирани на Coinbase само затоа што биле направени со руски пасош. Што значи дека централизираната финансиска организација Coinbase може во било кое време вас да ви ги блокира средствата само поради тоа што поседувате погрешен пасош. И крај. Значи, вие немате веќе никакво право на тие средства и не можете никако да ги добиете и Господ нека ви напомош ако треба да поведете судска поставка против ваков тип на орган. Затоа, ќе напоменам уште еднаш, средствата да бидат исклучиво во ваша собственост и постојано. Значи, останува на вас, ја не можам да ви кажам што да правите, но тоа е наша видување од оно што го гледаме моментално во светот на економијата. Значи, целиот свет се обидува што повеќе да има контрола над вашите финансии. Вие треба да се движите во противна насока. Значи, со тоа што вие ги давате вашите финансии да бидат директно поседувани во случај во овие корпорации, вие го правите сосема спротивното од идејата на централни финансии кои што треба да биде наша воделка во иднина. И контрола, нормално, autonomous, затоа што нема контрола. Значи, самата апликација во случајов или алгоритам е направен да нема контрола врз вашите средства, за разлика од тоа што овдека може буквално во секое време вашите средства да не бидат веќе ваши. И нормално овдека се ставени некои од оние корпорации кои што работат на овој начин, со тоа што рековме денеска ќе обработиме 3 од овие 4 заедно со Uniswap. Сакам да го земам Uniswap во предвид затоа што истиот има некој малку поинаков карактер за разлика од овие 3. Сега, значи, тоа е генерално за да ви објаснам како прилика изгледа децентрализирани финансии, која е нивната разлика, заедно со нивните основни карактеристики. Сега ќе започнеме со самата група. Ако се сеќавате, разговаравме дека на CoinGecko во Cryptocurrencies може да најдете категории во кои што може да ги проследите сите овие категории за кои што ќе разговараме. Значи, еве чисто да ви покажам, во самите категории од она што веќе го работиме, веќе се поминавме некои од нив, со тоа што сега ќе најдеме DeFi, иако исто може да најдете и lending и borrowing како категорија, но денес ќе најдеме DeFi затоа што нема голема разлика, со тоа што, значи, Central Exchanges негде близко, Decentralized Finance, DeFi, каде што можеме да ги најдеме сите овие проекти, со тоа што прво сакам да ви покажам, значи, дека во самите DeFi, како што можеме да видиме, имаме во моментов најголемите проекти во децентрализирани финансии се ова е малку збунувачки. Lido State Ether, уствари е самата Lido, можеме да најдеме и подолу, ево Lido DAO, со тоа што Lido практично е еден од најголемите финансиери на ETH.2 и 2.0, каде што имаат купено огромни позиции во Ethereum, затоа моментално во децентрализирани финансии Lido како организација се наоѓа овој Staked Ethereum на најголемо место со 7,2 билиони во капитализација, со тоа што DAI е децентрализиран коин кој што е директно поседуван од Maker, значи ќе разговараме малку подоцна за тоа, овде е тоа, значи DAI е фактички поседуван од Maker, со тоа што во оваа ситуација Maker DAO како организација, иако е доста доле, значи Maker DAO сами по себе поседува само 690 милиони. Но DAI е поседуван директно од Maker, со тоа што заедно поседуваат околу 7, што би ги ставило на прво место, затоа што Maker DAO е организацијата, односно децентрализираната автономна организација која што директно ги поседува и практично го работи, значи они се одговорните governance на DAI. Со тоа што на следно ниво можеме да видиме дека е Uniswap како најголемата децентрализирана менувачница, која што во исто време има и одредени моменти на оддавање на позајмици, но за тоа ќе поразговараме подоцна. Чисто сакам да ви покажам како прилика изгледа. Овдека се јаве и нешто подолу можеме да го најдеме и Compound, кои што се едни од најстарите проекти и кои што директно се поврзани со Compound на 30 место, со тоа што има само 366 милиони во моментов, а Aave има, само да видим уште еднаш, 1,2 билиона. Значи,
повторно, ова се до сега барем познатите проекти во DeFi, посебно во lending и borrowing, односно позајмување, со тоа што ќе поразговараме за тоа од кога потекнуваат, што е битно за нив да се знае, кои се новите вести и зошто мислиме дека истите се на некој начин добри за воиднина. Значи, Aave самиот по себе, доколку погледнеме на TradingView, потекнува уште од негде крајот на 2020 година, што значи дека има 2 годишно искуство и моментално представува најголемиот lending и borrowing проект во крипто сферата, кој што директно се занимава со тоа што генерално Aave, ако мене ме прашувате, значи се толку големи што поголемиот дел проектите кои што се, да речем, појавуваат во криптосферата, прво позајмуваат пари од нив, затоа што главната работа на Aave е позајмување. Значи главната работа на Aave е да врши позајмици на физички и правни лица, како што и во оваа ситуација криптопроекти, со цел за нивно развивање, со тоа што Aave фактички вложува. Еве, чисто да видите како тоа изгледа. Значи, истиот вложува во одредени проекти и добива интерес во однос на самите проекти. За тоа што, еве, гледате. Значи, моментално има околу 11 билиона генерално во ликвидити кои што се заклучени во различни 7 networks, значи различни 7 проекти, кои што како такви, значи ваквото заклучување е направено со цел да добијат одредена количина назад, затоа што позајмуваат дел од собствените средства. Значи, со тоа што можеме да видиме, ова се најголемите маркети на кои што моментално истиот работи. Значи, гледаме дека истите се доста големи, Ethereum, Avalanche, Optimism, Polygon. Значи, ова се најголемите проекти на кои што Aave има позајмено средства, со тоа што Aave позајмува средства дури и на физички лица. Значи, тоа е чисто за да сватите каква е идејата за Aave, односно тоа е работа со огромен капитал кој што понатаму го внесувате во други криптопроекти за да добиете одреден процент на профит назад. Сега, тоа е идејата за Aave. Значи нема да навлегувам повеќе во истиот, затоа што доколку сакате детали може да влезете и може да разгледате на самата Aave страна што се истиот нуди. Сакам само да ви го представам како проект, затоа што ако одиме до толку детали, нема да имаме време, значи ќе биде премногу долго видеото. Сега, следно нешто што видов дека е многу интересно за Aave како протокол, значи ова е еден од кои што навистина сакаме да ги имаме во собственото портфолио. Од овие 4 дефинитивно сакаме да имаме Aave и Uniswap. Ти ви кажеме и зошто. Значи Aave како еден од најголемите lending и borrowing во моментот на топ на криптомаркетот во 2021, на самиот bull маркет, значи истиот имаше огромен напредок. Значи не само во цената, туку и во самото тоа што истиот го нудеше. Значи можеме да видиме дека истиот стигна до цена од негде 670, што е одлично, иако споредбено со тогаш, значи истиот е падна 10 пати повеќе, но самиот протокол како таков има голема иднина затоа што lending и borrowing, односно позајмување, секогаш е потребно. Значи тоа е нешто што без разлика дали ќе биде децентрализирани или централизирани финансии, позајмувањето секогаш ќе постои. Значи тоа е основен дел на финансиите и како таков, значи во моментот кога позајмувате, Aave добива профит, а вас ви дава дел од тој профит затоа што вие му давате на Aave дел од собствените криптовалути со цел да истиот може и понатаму да продолжи да работи. Значи Aave е своевидно таков тип на банка за позајмици, што е основната идеја. Сега, Aave како таков е еден од главните финансиери во Ethereum, а дополнително мораме да кажеме дека Aave е уствари ERC20 токен, односно е изграден на Ethereum, со тоа што Aave има, значи како најголемата lending и borrowing платформа на криптосветот, значи има голем удел во тоа, што понатаму ќе се прави во Ethereum, затоа што Ethereum зависи од проектите кои што се градат на него. Со тоа што Aave вели дека ќе биде исклучиво поддржувач на POS мрежата на Ethereum, која што моментално се гради со мрежот, што значи ги прави доста прогресивни и истите значи веќе се спремни за работа на новата фактички на POS мрежата, која што ќе биде реализирана за некој ден на Ethereum. Со тоа што, значи ова е нешто што сакав да ви го покажам, затоа што моментов има на некој начин своевидно граѓанска војна помеѓу проектите кои што сакаат да останат на POW, односно Proof of Work, и оние кои што сакаат да се преместат на POS, односно Proof of Stake. Со тоа што Aave е на страната на Proof of Stake, може да има проекти кои што ќе останат на POW, за тоа ќе разговараме во друго видео, но тоа беше една од вестите кои што ја видов дека е доста интересна за да се покаже. Сега, една работа која што не ми се свија кај Aave,
тоа што истите се стана против Торнадо Кеш, односно кога се појавија оние значи кога самата, да речем, органите во Америка одлучија дека треба да се блокира се што било поврзано со Торнадо Кеш, дури и да имате една трансакција, значи тоа што ААВ застана на страната на овие, да речем, регулативни мерки, не ми се допаѓа воопште, затоа што, значи, прво да објасним за оние кои што не знаат. Торнадо Кеш представува посебен тип на алатка, односно апликација преку која што може да се избрише историјата на токените кои што ги имате или коините. Во превод, да речеме дека сите имаме, да речеме 5 луѓе имаме по еден Ethereum, истите ги даваме во Торнадо Кеш и за одреден мал фи, Торнадо Кеш ни враќа иста количина на Ethereum, но од некој друг, значи од друг човек, со тоа што фактички историјата на тој токен се брише комплетно, иако истиот, например, бил користен во нелегални сврхи, значи веќе станува легален. Тоа е буквално перење на пари. Да, тоа е вистина, но поголемиот дел луѓето кои што го користат Торнадо Кеш не се хакери, туку се само обични луѓе кои што сакаат да задржат сопствената приватност. И во оваа ситуација фактички ААВ покажува дека понатаму било каков тип на регулатива што ќе испадне, истите веднаш ќе ја применат без при тоа да гледаат дали е тоа добро или лошо за сопствените, значи за луѓето кои што фактички работат, односно не собствените клиенти, што мене не ми се допаѓа. Затоа што има еден мал дел кој што постојано се испушта да се спомне. Проблемот со Торнадо Кеш не е само за тие што го користеле, туку проблемот со Торнадо Кеш е и доколку некој ви пратил. Значи јас само да ви пратам, не знам, 0,0002 Ethereum на вашиот волет, што не може да го спречите, значи вие не може да спречите нешто да дојде на вашиот волет. Вие автоматски ќе бидете банирани од Uniswap, од Balancer, од ААВ. Значи проблемот е што на тој начин фактички вие може буквално да предизвикате некој да биде блокиран. Ме разбирате? Значи тоа е многу голем проблем и тоа е нешто што е пропуштено, а во оваа ситуација ААВ, Uniswap и останатите се стануваат на страната на регулативата која што не е во ред. Значи не може да се преземаат ваков тип на тоталитарни акции, затоа што не е се така црно и бело. Значи, Торнадо Кеш не е користено исклучиво од хакери, дури ако е користено од хакери, се користи од многу мала количина на хакери и количините кои што може да ги исперете на Торнадо Кеш се ограничени. Вие не може да ставите 100.000 Ethereum и да ги смените. Затоа што Торнадо Кеш прво нема доволно криптокоини за да може да прави таков тип на обемни размени. Затоа и ова со Торнадо Кеш е само театар, фарса, за да се покаже пред јавноста дека ете крипто е лошо. И тоа што ААВ стои на таа страна, мене искрено не ми се допаѓа. Че тоа е една од работите кои што ќе ги земеме во предвид кога ќе планираме да купиме ААВ негде во дното на овој bear market. Сега, ААВ моментално веќе изгласа креирање на GHO stablecoin, што уствари треба да представува stablecoin кој што ќе биде користен на ААВ, самата платформа, со тоа што, значи, за да не мора да користите други стейблкоини, вие користите собствен стейблкоин и на тој начин за користењето на собствениот стейблкоин, нормално ААВ ќе ги награди оние луѓе кои што го поседуваат. Со тоа што ќе има, да речем, поголем stake reward и слично, а додека, значи, идејата за правење на GHO ќе биде направена со тоа што ќе биде over collateralized stablecoin од страна на се што ААВ поседува. Што значи дека криптокоините кои што ААВ ги поседува ќе бидат заложени во случај стейблкоинот, например, да почне да го лузи својот, да го губи својот пек, односно да паѓа под неговата вредност од $1 и нормално обратно, доколку е над, ќе биде нели продаван со цел да се задржи пегот и да истиот остане постојано на 1. Значи тоа е интересна идеја, но досега од DeFi секторот, значи неколку пати се случуваше да имаме комплетен DPEG на нивните стейблкоини. Прост пример е MIM, Magic Internet Money, кој што исто така беше дел од DeFi проект. Може би сте запознати, може би не, воопште не е битно. Идејата е дека ваквиот тип на стейблкоини, дури да се over-collateralized, се уште недоволно напреднати. Значи, на некој начин децентрализираните финансии се на самиот почеток на развивање и потребно е време за да може да се издвоат оние проекти кои што навистина можеме да им веруваме. Затоа ќе напоменам дека убаво е тоа што се трудат, мене навистина ми се допаѓа, но генерално јас верувам дека децентрализирани финансии е на самиот почеток и затоа, например, кога ќе одлучуваме колку да
оддадеме од нашето портфолио на ваквиот тип на категорија на криптовалути, нема да биде голема количина, затоа што DeFi е главната причина поради која што моментално и се наоѓаме во волку длабок bear market, затоа што првенствено сето ова започна, затоа и пак ќе кажам, не за можеби знаете, можеби не, со Time Wonderland. Тоа беше еден DeFi проект кој што изгуби огромна количина на пари и на тој начин фактички потоа имаше ланчана реакција на сите овие DeFi како што беа понатаму Compound и слично, затоа што Compound не е DeFi, но сепак е дел од финансискиот дел на крипто секторот и на тој начин е како на некој вид ланчана реакција со тоа што многу од крипто изгуби доверба затоа што се случуваше ваков тип на проекти да пропаднат. И на тој начин фактички затоа DeFi е на почетокот. Нема да брзаме, значи ова се проекти кои што ги имаме на ум, ќе одделиме одреден процент на нашето портфолио, но тоа ќе биде многу малку за почеток. Понатаму ќе видиме, значи за почеток не верувам дека ќе имаме голема алокација во децентрализираните финансии, затоа што истите се малку ризични. Сега, можеме да видиме, значи нема да правиме никакви анализи, се уште е многу рано за анализи, гледаме дека генерално повторно се наоѓаме во оваа триаголна фаза на паѓање, затоа што моментално целиот пазар е во паѓање, значи мораме да определиме првенствено кои ќе бидат лоуто на овој токен пред да одлучуваме за тоа дали ќе алоцираме или не. Ќе направиме анализа во моментот кога конечно ќе го поминеме биткоин дното. Затоа можеме да видиме дека сите овие проекти датираат отприлика од исто време, негде втората половина на 2020-та, значи ево во јули MakerDAO, Compound исто така негде во јуни-јули 2020 година, што значи дека истите ова име официјален прв bull market и затоа истите мораме да видиме како ќе се однесуваат во понатамошниот период, да видиме кои се нивните надградби, затоа што за повеќето од овие моментално нема никакви надградби. Че гледате за ААВ, иако имаат огромна количина на заклучени токени, што мене највеќе ме радува, затоа што немаш потреба да имаш надградба доколку имаш вложено во правилните проекти, иако и ти си проект. Значи самиот yield, она што ќе го добиеш од успешноста на ваквите проекти, ќе ти донесе голема заработувачка назад, за да можеш истата да ја поделиш на оние кои што инвестирале во тебе, кои што имаат ААВ токени, односно со самото кревање на цената на ААВ токенот, ќе добиеме фактички профит. Затоа нема да брзаме, значи рано е, сега моментално ја следиме ситуацијата, се наоѓаме под bull market support band-от, буквално нема никаква причина моментално да купуваме ништо од овие токени додека не завршиме со биткоиното и додека не видиме кои се нивните вести, кој е нивниот патокас, односно што понатаму планираат да прават и ќе одлучиме во по некој понатамошните видеа. Сега за сега нема да купуваме ниту еден, но ААВ е еден од првите кои што навистина го имаме во предвид. Следно што ќе разговараме MakerDAO. Значи MakerDAO представува нешто што јас лично имам голема надежда дека ќе успее, а тоа е DAO организациите, односно Decentralized Autonomous Organization, која што представува децентрализирана автономна организација, односно истата е директно поврзана со тоа како луѓето ќе гласаат. Значи идејата за ваков тип на организација е да не биде водена од еден човек или да речеме од една група на луѓе, туку да биде водена од сите оние кои што поседуваат Maker токени. Со тоа што колку повеќе токени поседувате, толку повеќе вашиот глас, иако тоа е малку недемократски, поради тоа што на крајот од денот ќе имате ситуација во која што ако некој поседува поголем дел од токените, ќе има најголема значи право на глас, но они имаат механизми помеѓу себе во однос на тоа каде што и помалите гласови имаат соодветна важност и нормално кога се носат одлуки не се носат само во однос на тоа колку е голем твојот глас, туку и во однос на тоа колку луѓе гласале како поединци за одредено нешто. Затоа и MakerDAO, значи сите DAO организации имаат посебен начин на гласање кога нешто се гласа, каде што ваквиот тип на гласање е направен да биде најдемократски што е можно во однос на одлуките кои што се донесуваат, со тоа што одлуки се прават на тој начин што еден од оние кои што поседува Maker токени им поднесува предлог до останатите и истиот се разговара одредено време, се подобрува и финалниот предлог се гласа во однос на сите оние кои што учествуваат во MakerDAO. Сега, MakerDAO е собственик на DAI, стейблкоинот, кој што е еден од најголемите, мислам дека е трет или четврт стейблкоин во светот, кој што како таков, значи, замислите 7 билиони доверба е тоа, значи голема доверба во овој стейблкоин, но повторно идејата за правење на ваков тип на стейблкоини кои што не се директно
значи како што е во случајов со Tether или со USDC, кои што директно се покриени со пари или државни обврзници во случајов. Значи, гледаме исто како што е идејата на ААВ да направи таков тип на over-collateralized stablecoin, значи MakerDAO тоа го има. Со тоа што овој over-collateralized decentralized stablecoin во моментот кога ќе почне да губи својот пег, MakerDAO користи дел од сопствените финансии со цел да го стабилизира. Значи, истиот до сега се покаже како многу стабилен, затоа што DAI е доста време на пазарот, но жално целата ситуација е во тоа што повторно, мене ако ме прашувате, не се целосно да бидат од доверба, затоа што не поминало соодветно време во кое што истите ќе може да покаже дека на вистина работат како што треба и функционираат, значи 2-3 години не е доволен период. Затоа јас се уште ќе ги држам собствените средства во USDC, USDT евентуално, затоа што проблемот е, пак ќе кажем, Terra Luna ги отвори очите на многу луѓе, каде што без разлика дали е алгоритмички или е over-collateralized, не е директно постојано поддржан од истата сума на пари или државни обврзници, што е проблем. Затоа што без разлика колку е over-collateralized, ако вредноста на MakerDAO падне и не е 764 туку е 70, и ако некој го нападне DAI, кога ќе падне цената на MakerDAO, како што во случајот паднала од 6000 на 700, значи во случајот моментално MakerDAO има многу помала моќ да може да го стабилизира DAI, затоа што истиот е паднат скоро 10 пати, значи 9,5, скоро 10 пати од неговата максимална вредност. Значи кога бил овде, истиот вредел многу повеќе и истиот имал многу поголема моќ да стабилизира DAI. Со тоа што кога се случува DPEG, MakerDAO продава дел од своите токени Maker и на тој начин ги пополнува овие дупки во финансиите на стейблкоинот за да остане на $1, но во случајот кога имаме 700 наместо 6500, треба да продаде многу поголема сума на Maker токени или пак токени кои што ги има во, да речеме ако пример купил Ethereum или не знам самиот протокол, значи ќе треба да продаде многу поголема сума на токени за да може да го одржи DAI стейблкоинот на стабилен пег. Разликата е во тоа што USDT и USDC не мора да прават такво нешто, затоа што они во постојано време ги поседуваат истазна количина на пари која што е изминтана во дигитални долари, односно стейблкоин. Затоа Maker како организација верувам дека е правилниот начин на кој што треба да се одвива финансискиот систем во светот. Значи да биде DAO, да не биде директно поседуван од банка, од не знам борд на директори, од еден човек. Значи тоа е главниот проблем во светот е што значи кога е поседувано од еден човек, од борд на директори, од компанија е подлежно на било каков тип на манипулации. Додека кога станува збор за DAOs, тоа е на некој начин наједноставниот начин да се најде решение на кое што на повеќето, ако не на сите, им е прифатливо. За разлика од тоа кога имаме еден човек или група на луѓе, они ќе гледаат тоа решение да биде прифатливо за нив и за никој друг. Следен проект за кој што ќе само чисто, значи MakerDAO. Истата ситуација, гледате, значи 10 пати, исто како и ААВ, неговата сума е намалена со тоа што моментално се наоѓа точно над претходното акумулационо поле пред bull marketот 2021. Иста ситуација, мораме да видиме како истиот ќе напредува, за да одлучиме дали ќе алоцираме дел и во него, со тоа што, значи пак ќе напоменам, не заборавајте дека имаме огромна количина на категории и не можете да финансирате се. Значи тоа мора да го имате како правило. Не можете да ставите во се, затоа што ако ставите во $3 во сите овие, нема да добиете ништо. Значи вие мора да имате значително финансирање во одреден проект за да може да добиете соодветен профит. Затоа не можеме да ги финансираме сите овие 4, затоа што по колку ќе ставиме? По $1000, значи не е доволно. Работате да најдете еден проект во кој што верувате дека тој е најдобриот избор за вас и финансирате, да речеме во DeFi или во lending и borrowing, да речеме се во MakerDAO. Пример, 10% од вашето портфолио во MakerDAO. Потоа одите на друга категорија, затоа што проблемот е што не може да финансирате само една категорија, затоа што, како што ви реков, категориите самите по себе има микробул ранови, кои што ќе ги промашите доколку имате само во една категорија. Значи вие додека сте финансирале се во DeFi, во исто време First Layer Solutions, да речеме, Smart Contracts отишле нагоре, а вие немате никаков влог таму. Затоа е паметно да го разделите вашето портфолио на различни категории, затоа и го правиме ова
овој крупен проект каде што објаснуваме каков тип на проекти може да најдете и кои се најприфатливи за вас, да речеме како личност во однос на тоа што работите, кои се вашите преференции, хоби и слично. Исто да ситуација со MakerDAO, затоа и реков, значи кога ќе финансираме еден, оној кој што ние веруваме највеќе, затоа што нема логика да финансирате сите овие проекти со мала количина, затоа што колку и до нагоре кога е мала количина, нема да добиете голем профит. Compound е следен, овој најмалиот проект за кој што моментално ќе разговараме. Значи, генерално Compound цената му е 53,38 моментално, со тоа што максималната цена беше негде околу 1000. Ово е највеќе паднато од сите останати, како што можам да видам, негде солидно паднат. Добро, поентата е што, без разлика, значи дали е паднат или не, тоа не менува многу, затоа што за разлика од претходните два проекти, ова е единствениот кој што паднал под претходната вредност пред bull маркетот. Значи во MakerDAO гледаме дека цената е се уште над вредноста која што е имал во bear маркетот на 2020, исто како и Aave, додека Compound за разлика од тоа се наоѓа на многу пониска вредност, што не е добар знак. Нормално, значи ќе видиме што ќе се случува понатаму, со тоа што Compound имаше еден проблем, значи кога правеа последен пат апгрейд, ова беше прилика ја гледате. Значи доста доодамна, но сакав само да ви покажам дека најголемиот проблем, она што ви го кажав на пример за Time Wonderland. Гледате што се случува, значи самиот DeFi сектор има се уште многу работа со цел да стане стабилен и да биде да го превземе финансискиот систем од моменталниот централни фигури кои што владеат со него, банките, централните менувачници и слично. Со тоа што гледате дека ваквиот тип на надграби се уште на пример се подлежни на багови, на хакови и гледате, изгубиле 490.000 токени Compound при надграббата затоа што имало баг. Сега, да погледнеме кога тоа било. 4 октомври 2021 година, значи тоа е 2021 октомври, само да видиме како прилика тоа изгледа. Значи во тоа време цената прилика октомври, цената била околу $400. Што значи дека 400 помножено по оваа количина е огромна сума на пари која што истите изгубиле во обичен баг. Значи сега, нормално за нас е обичен, за нив е огромен, значи очигледно. Идејата е дека, сакам да ви го покажам тоа постојано, ваквиот тип на паѓање, на губење пари, на пропаѓање на проекти, е само, значи, прост пример, ништо не може да биде успешно од прва. На се е потребно повеќе обиди. Тоа е исто како и со одредено развивање на друг тип на технологија. Значи, јас верувам дека не го развиле моторот за кола во еден ден, нормално имало еден куп пропаднати компании, експерименти, типови на коли и слично пред да успеат да го направат тоа. Истата ситуација е и овде. Само што проблемот е што јас не сакам моите пари да бидат експериментот кој што или ќе биде успешен или не. Значи сакам да видам прво стабилен сектор на DeFi, каде што некои проекти ќе се издвојат, па дури мојот профит да биде помал пред да бидам дел од ова. Се разбираме? Затоа и реков, значи ќе бидеме многу препазливи во однос на тоа какви проекти бираме, посебно во DeFi секторот, затоа што истите се уште се на самиот почеток. Значи овие проекти се стари по 2 години, тоа не е ништо. Значи нив им е потребно многу повеќе искуство пред да може да се издвојат и да кажат на вистина, значи нели овие проекти се добри, веќе работат долго време на пазарот, луѓето имаат доверба во нив, затоа нема да брзаме при избор на ваквиот проект, значи дури и да не внесеме никакви пари во DeFi. Значи, иако има голем потенцијал, тоа не значи дека сме спремни да ризикуваме дел од собствените пари. Значи, чисто сакам да ви покажам како изгледа. Значи, идејата на ваквиот тип на организации, со тоа што повеќето од овие проекти кои ги гледате, значи они имаат буквално јавно распределување на тоа каде моментално нивниот supply, односно парите кои што ги поседуваат се распределени, че може да видите точно во што чуваат, што моментално финансираат и слично. Значи, ја гледате, во ситуација може да видите колку моментално имаат финансирано во Ethereum, во stablecoin, со тоа што нормално како и сите останати не купуваат ништо се додека не дојде до моментот да стасаме до дното, па и понатаму да купате. Че ја гледате, има буквално да видите точно колку имаат моментално алоцирано во сите овие токени. Значи, тие се фактички финансиери, не го забравяйте тоа. Ова е своевидна банка која што дава заеми и во исто време е финансиер на проекти, затоа што и ова се заеми. Значи, тоа што они фактички дале дел од своите финансии, да речеме на Ethereum или во случајов на
Basic Attention Token, Uniswap, тоа значи дека истите се финансиери во таквиот проект и од таквиот профит фактички они даваат назад на оние кои што ги позајмиле своите средства за работа на Compound. Значи тоа е чисто да видите како изгледа прилика распределбата на нивните токени, гледате, че они имаат во огромен број на проекти, дадено сума, значи овде може да видите колку, со тоа што оваа сума кога значи во следниот bull market ќе се придвижи нагоре, истите ќе го земат профитот и на тој начин ќе можат и да вратат и да задржат профит за себе. Значи тоа е Compound, како што кажеме, Compound моментално е со прилично мала сума и верувам дека истата понатаму ќе продолжи да паѓа со оглед на фактот дека се уште не сме го утврдили дното, но тоа не го менува фактот дека е еден од потенцијалните проекти, затоа што истиот како што можеме да видиме има финансирано во многу проекти и кога ќе почне следниот bull market, верувајте ми, ова ќе бидат едни од првите допитници на пазарот, затоа што они моментално финансираат. Иако погледаме дали се стейблкоини, значи ова се проекти кои што купуваат исто како вас. Значи они имаат собствено портфолио во кое што финансираат дел од собствените финансии кои што ги имаат собрано со продажба на Compound и со тоа фактички кога ќе почнат да враќаат профит за оние проекти во кои што финансирале, цената на Compound ќе почне да расте, а со тоа вие фактички ќе вратите вашата оно што сте финансирале со купување на Compound, а со тоа и профит во однос на тоа колку ќе порасне неговата цена, ако порасне. Сега, тоа беше накратко за Compound и Uniswap е еден уникатен токен, кој што за разлика од претходните три кои што беа претежно значи нивната главна работа е позајмување и финансирање во одредени други токени, со тоа што за разлика од нив Uniswap представува уникатен протокол, значи истиот е смарт контракт во исто време и представува најголемата, па своевремено и прва децентрализирана менувачница. Значи да речеме замислете дека Binance не е поседувана од како и да се викаше тој чичкото од кај да беше мислам дека од Кина, туку дека истиот е поседуван од луѓето кои што ги поседуваат юни токените. Значи идејата е слично како DAO. Сите одлуки на Uniswap се донесуваат од страна на луѓето кои што поседуваат юни токени со гласање на одредените надградби. Сега, по Uniswap V2, тоа беше негде оприлика во 2021 пред или за време на bull маркетот, кога го надградија Uniswap да биде и смарт контракт систем и откако тоа беше направено, значи Uniswap не е само менувачница, односно најголемата децентрализирана менувачница, туку истата представува и Layer 1 солуција кој што има свој екосистем. Можеме да видиме дека и самиот MakerDAO е уствари токен на Uniswap, значи кога гледав негде овде сега пред малку, само сакам да ви покажам дека некои од нив се уствари и поседувани, фактички самиот протокол, самиот блокчейн технологија е изградена на Uniswap V2 смарт контракт. Само мен, баш сакам да покажам негде. Гледате, значи MetaMask MakerDAO. Гледате овде. Значи има огромен број на проекти кои што моментално се градат на Uniswap. Само мислам дека негде ќе имаш уствари повеќе од 300. Значи повеќе од 300 DeFi apps. Самиот Uniswap, затоа што представува децентрализирана менувачница, е дел од DeFi секторот, затоа што не е централизирана. А самото менување на токени своевидно представува децентрализирана финансија, затоа што вие со размената на токените фактички разменувате и вредност. Додека дополнително на тоа имаме огромен број на децентрализирани финансиски апликации кои што се крадат на екосистемот на Uniswap, кој што понатаму верувам дека ќе има многу голем напредок, со тоа што станува збор за DAO, своевиден DAO проект, кој што не е директно поседуван од некого, или воден од некого, како што е, например, Ethereum од страна на Vitalik, или Cardano од страна на Hoskins. Значи, ова е протокол кој што се води самиот од себе си и од гласовите кои што луѓето ги имаат со поседување на юни токените. И, значи, ова сакам да ви го покажам. Значи, Uniswap protocol is a public good owned and governed by uni token holders. Значи, гледате, идејата, затоа и е децентрализирана финансија, затоа што развивањето на ова апликација, генерално овој блокчейн технологија, која што моментално е смарт контракт технологија, е директно водено од страна на юни токените, односно луѓето кои што ги поседуваат, кои што имаат право на глас
и донесуваат одлуки за тоа како понатаму ќе се движи самиот проект. Мене тоа многу ме радува, значи Јуни е еден од оние проекти кои што на вистина верувам дека има светла иднина, затоа што и досега се покажа како уникатен проект. Значи досега замислете имаме трговија направена од 1,1 трилион. Значи тоа е трговија на размена на токени, стейблкоини и слично од 1,1 трилион. Тоа е исто како да сте направиле целосна размена на биткоин. Во случајов кога беше 1 трилион во време на булранот 2021 година. Што замислите да го купите и да го продадете биткоин, целиот биткоин. Толку има направено. Значи Uniswap во својата историја, а Uniswap генерално нема голема историја за да може да каже, значи истиот е негде од септември 2020 година, како и останатите DeFi проекти. Значи нема толку голема историја за да може да кажете дека ова е огромна сума на пари која што е досега тргувана на ваквиот exchange, со тоа што секоја од овие тргувања фактички дел од истото се враќа во фи на Uniswap и така истиот и понатаму расте и прави пари. Сега, значи Uniswap, како што кажавме и самите, е еден од оние проекти кои што на вистина ги имаме на око и веруваме дека ќе имаме поставеност на истиот во Uni токени, затоа што да не забораваме. Значи тоа е најголемата менувачница за DeFi. Значи, затоа и реков, ако се сеќавате кога разговаравме за менувачници, го спомнавме и Uniswap, иако истиот е DeFi, не е CeFi. Значи, да поседувате токен на DeFi, посебно на најголемата менувачница, може да ви донесе голем профит, затоа што станува збор за менувачница која што ќе биде многу користена, посебно од оние кои што се комплетно разочарани од централни финансии или пак од менувачници. Значи, Uniswap нема право да ве банира затоа што вашиот пасош е руски. Uniswap не го интересира дали вашиот пасош е руски или марсовски или каков и да е. Значи Uniswap работи исклучиво финансии и тоа е тоа. Иако истите гледаме дека како заедница се обидуваат да ги следат регулациите, значи како што беше тоа ситуацијата со Tornado Cash, значи Uniswap беше една од оние кои што практично блокираше или банираше, значи не може да учествувате на Uniswap ако сте добиле било каков профит од Tornado Cash, но во исто време повторно, значи поседување на Uni токени ви дава уникатно учествување во профитот кој што Uni ќе го направи во следниот bull market, затоа што јас верувам дека ни една децентрализирана менувачница не може да ја стаса, затоа што моментално зборуваме за најголемата, убедливо најголемата. Ништо не е ни блиску, може да погледнете надоле, значи ништо од овие токени кои што ги гледаме овдека не е децентрализирана менувачница, со тоа што дури кога ќе испоредите по market cap, значи истиот има 5 билиона market cap, надоле гледаме дека значи Terra Luna Classic, тоа може да го заборавите слободно, тоа е пропаднат комплетно проект. Значи гледаме дека надоле проектите не се ни блиску до market capот на Uniswap, со тоа што Uniswap 5 билиона се ништо во однос на тоа што може да достигне во следниот bull market. Значи тоа беше накратко во однос на децентрализираните финансии и кои се токените кои што ние ги гледаме и зошто. И се надевам дека ова ви се допадна како видео. Уште еднаш ви благодарам за оние кои што ни помогнаа, оние кои што можеби не го гледале првото видео. Би ве замолил доколку не ви е проблем. Значи се обидуваме да развиеме и англиска страна која што ќе работи паралелно со македонската страна, затоа што имаме доста познаници како од бродовите каде што работевме, така и од Малта и останатите држави каде што сме биле во текот на својата работна кариера, кои што навистина сакаат да ги добиваат овие информации, така да би ве замолил ако не ви е проблем да направите follow на YouTube каналот Криптославија, че може многу едноставно да го најдете на YouTube, истиот може да го најдете кај нас на страната, оставивме пост и било каков тип на follow на страната на пејџот за Криптославија би бил голема помош за нас и ви благодарам ако тоа го направите, со цел да можеме на почеток барем да добиеме некоја основна количина на сабскрајбери за да може самиот алгоритм да ни помогне уште толку да се развие и оваа страна. Значи со ова ќе го завршиме ова видео овде. Значи тоа беше DeFi, следното видео ќе биде Metaverse, една од, ако мене ја прашувате, најпотенцијалните категории во следниот bull market, па и понатаму. Ќе поразговараме за тоа во следното видео нормално. Се надевам дека досега ви се допаѓа, ова е еден масивен проект кој што земавме да го работиме и гледате дека работиме постепено на истиот. Оние кои што не ги гледале претходните видеа, препорачувам да ги погледнете затоа што на тој начин ќе научите што и како може да финансирате во крипто секторот, затоа што гледаме дека самиот сектор има огромен
Значи, ова се само главните категории во кои што може да финансирате со огромен тип на токени кои што имаат потенцијал, со цел да направите правилна диверсификација на вашето портфолио. Ви благодарам уште еднаш, се надевам дека ќе го следите нашиот канал и подоцна, иако нели се наоѓаме во bear market, знам дека многу луѓето се незаинтересирани, но ова е моментот кога се прават вистинските пари и кога се стекнува вистинската едукација за крипто секторот. Имате добар ден од тимот на CryptoGamedžија и се гледаме во следното видео.